А сега ќе си продолжиме со разговори во студиото. Низ добро утро секое утро. Јас ќе го поздравам нашиот гостин кој неуморно чекаше и си дојде порано, меѓутоа јас само што ве видов, нели си кажав, така е кога си со спортски дух, во здраво тело, здрав дух и имате трпение и за чекање, си имате трпение за се, предпоставувам, и така е тоа кога си имаш организација. И јас знам дисциплината кај спортистите ми е многу јасна. Добро утро и добре ни дојдовте. Томислав Спасевски, председател на атлетскиот клуб 23 октомври. Добро утро. Добро и недо. Прекрасен дрес на вас. Тоа е клубски дрес. Така, одличен. Секој што е член има таков клуб. Добре ни дојдовте. Иренче, прекрасна тема имаме да најавиме и впрочем и за 23 октомври. Традиционална атлетска трка по повод денот на македонската борба. Добро утро и за тебе и повели. Добро утро, Слободанче, ти благодарам за оваа преубава најава. И убаво кажа мојата колешка Слободанка, дисциплина на вистина како секој спортист, односно како секој врвен маратонец, бидејќи маратонот, трчањето маратон е една од најзахтевните спортски дисциплини во која што е потребно пред се многу дисциплина и нели труд и тренирање и сето тоа. Добро ви утро, еве вака официјално. Ви благодарам што сте ова утро заедно со нас во утринската програма. Томислав Спасевски, председател на атлетскиот клуб 23 октомври. Она што е повод за вашето гостување е тоа што на 23 октомври во повод денот на македонската револуционерна борба организирате атлетска трка, единствен спортски настан во нашата држава по повод овој празник, односно на која што ќе се случува на овој ден. Во организација на атлетскиот клуб 23 октомври. За почеток една вкуса лична карта да ги запознаеме нашите гледачи со активностите на атлетскиот клуб 23 октомври. Постоите веќе неполни 10 години, така? Да. Атлетскиот клуб 23 октомври постои 10-та година, од 2015 година. Формиран е заради тоа што по иницијатива на тогашниот градоначалник на Скопје Коци Трајновски сакаше да направам еден атлетски настан на Газибаба, да ја промовираме Газибаба, и се одлучи за 23 октомври како наш национален ден, како денот на македонската борба, да биде тој ден. И така се формира и клубот 23 октомври, да биде како правен субјект, во кој што сега членуваат моментално и членови, повозрастни така, меѓутоа отворени за секаков вид на членство и помлади. И така да оваа година ние 9-та поред што ќе организираме на терените на парк шумата Газибаба. Која возрастна група ви се членовите? Кажавте малце повозрастни, што значи тоа? Од која до која возраст? Да го ставаме над 18 години, така? Да, над 18 години имам 30, 35, 40, 45, независно е тоа кој сака да членува, кој сака да биде активен, слободно може да биде член од клубот. Подготовките ви се сега во тек, бидејќи ќе се случува трката. Се уште повикот е отворен, може кој сака нели да дојде, односно кој сака, кој може, кој се чувствува подготвен. Трката ќе се случува дента на 23 октомври, има две трки, односно ова се атлетски трки, нели не е маратон. Да. Подготовките се во тек. Што се вика, тие започнуваат веднаш по завршувањето на ланската трка. И оваа година имаме и новина покрај едната трка, главната од 10 км, имаме и од 5 км. Значи една од 5, една од 10, така? Една од 5 и од 10 за мажи и за жени. И пријавувањето се уште во тек до 13 октомври, за да имаме време за изработка на медалите, дипломите и така да има време, простор за да се... Ќе кажете од каде е стартот, која е трасата по која што ќе трчате? 5 километарската, мала трка, нели? И оваа од 10 километри, малце поголема атлетска трка. Кругот е 5 километри. Така, тие што ќе трчаат еден 5 километри, еден круг, овие што ќе трчаат 10 километри, два круга. Стартот е кај новата црква во Железара Сретение Господово. И така да низ преубави предели на Газибаба, шума, вода, има една убава асфалтирана патека позај Медика, која што ја нарекуваме патека на здравје и радост за среќен живот. И сите што поминуваат таму што рекреираат, се осеќаат пријатно. Така да мислам дека и сите до сега што биле атлетичари учесници се задоволни од самиот настан,
започнуваме најнапред со македонската химна како настан и потоа кој колку може. Синоќ ги објавивме и наградите, паричните награди, и за 5 километри, за 10 и за мажи и за жени, така да во една символична сума да бидат наградени најдобрите. Да. Ние имаме малку и инсерти од, мислам дека беше видеото од маратонот 2015. Тоа беше првиот маратон, така? На друга локација беше тоа на големата ливада на Газибаба. Да, еве, може и да се види гледачите да. Како тоа изгледа. Значи, исто вака ќе биде. Да. Само што, како што кажавте, трасата е овој пат, нели, друга? Изменета, да. Изменета. И сега сакам да ве прашам, вие сте маратонец. Така, да. Трчате на маратонски долги стази. Ми кажавте пред да влеземе овде во студиото до 35 километри е човечки, на 35 километри веќе е надчовечка сила. 40 години, навистина голем временски период, трчате маратон. Еде малку за подготовките и физички, меѓутоа пред се и ментални. Што е она после 35-тиот километар што ве тера, што ве мотивира да продолжите понатаму, до целта? Секој што се спрема за маратон да истрча, во континуитет мора да е постојано во тренинг. Меѓутоа, последните 4 месеци има посебни припреми, каде што кој ги обавува и на рамнински дел, на планински, и така да во со самите физички подготовки и ментално се припрема, дека не сме ни еден тренинг да откаже, а со тоа ни самата трка, какви и да се напорите. И како што се приближува самиот старт на маратонот, кога сега Скопскиот што ќе биде во недела, посебно овие 4 дена од утре, од четврток, не е тоа тајна некоја, за сите маратонци мора да има добар процент на гликоген во мускулите, така да се користат доста јагнени хидрати, обидна чоколади, урми, банани, се, за да бидат спремни мускулите, за да можат тој физички напор да го издржат. Покрај тоа и доста течности, вода, сокови, природни, што се вика 1 грам јагнени хидрати носи 4 грама вода, да биде добро дехидриран, за да не дојде до дехидрација, затоа што тоа е веќе опасна работа. Да. И мене ми се случило, меѓутоа во мал процент, што не сме никој да си го дозволи на самиот настап веќе, се преминувам на другиот дел, мора на окрепните станици да земе било каква течност, за да не се случи дехидрација, тоа која што е опасна работа. Веќе тука е случува за станување. Така. Кажувавте додека се подготвува. Еве, одат веќе и фотографии, може да ги видите од тука. Ова се фотографии кои што ги подготвивме за овој разговор. Вие каде што настапувате на различни маратони. Ми кажавте дека во Атина сте биле неколку пати. Ова е почетокот на маратонското поле, на самиот старт. Ова е во Атина, така? Да, во Атина и на стадионот на пристигнувањето. Тоа е секој маратон. Ова е во Шведска на Европското првенство со брат ми, кој што беше во организацијниот дел на Евро 2006 година. Добро, додека си одат фотографиите, ние може да си продолжиме со разговорот. Сакам да потенцираме дека сте биле неколку пати. Трчавте на маратонот за нашиот Тоше, од Нова Градишка до Крушево. 7 пати. Јас, 7 пати, син ми 3 пати помалиот. Добро, и ми кажувавте како тоа изгледа, ајде да го споделиме тоа искуство со гледачите. Па вака, тоа не е баш едноставна работа и мала на првите години беше тоа многу тешко со самиот момент кога знаеш за кого трчаш. Прекрасно бевме пречекани во Нова Градишка со големи со големи инспирации и емоции, да речем, од неговите фанови. Таму, па во Србија и цел пат не пратеа, што се вика, кај што можеа, посебно првите 2-3 години. Но бевме 2 комбиња со по 8 луѓе. Така, првата година и 3 дури беа.
И така наизменешно се менувавме 3 дени, 3 ноќи, 72 сати од Нова Граишка до Крушево. Нема застанување. Нема застанување, Постојано ми не. кажавте дека одморате во комбе. Да, Додека другиот маратонец ги истрча тие 5 километри, потоа вие. Помора поврзано да е. Значи Нема застој. Нема застој. Навистина надчовечки. Ве прашав и преска, сакам уште еднашка да се навратам. Што ве мотивира после тие 35 километри? Па самата помисла дека мора да стигне на цел. Во Прага, во Чешка ги викаат маратонците витези. Сега сите се јунаци во својата работа. Речем, меѓутоа, ете така, останало дека некоја витешка цел е, затоа што ние сме како скијачите поединечен спорт и така секој за себе сам действува, не е тоа колективно како фудбал, ракомет. И секој што ќе го заврши маратонот како витешка дисциплина е нарекуван витез. Тамо и се горде со својот резултати и време, без разлика. Се знае дека први тројца се наградувани, меѓутоа секој што ќе стигне за тоа одредено време што го предвидел организаторот е за пофалба. Да. Кој спомнавте резултати? Еве вака ваш личен рекорд кој е на трчање на маратон? Па секој што ќе започне маратонот гледа да го заврши. Меѓутоа ете во даден момент се случи во Прага после 35-тиот километар и тоа по едно врнежливо време, ете така некоја сила ми дојде и доста солидно го заврши со на 2:48-2:49 минути, со тоа што може би порано би го забрзал темпото, но очекуваш и сакаш да го завршиш, а не на километар пред тоа да се откажеш или што никој не се случило кај мене. Да. Кажувате дека тренингот, подготовките се нон-стоп, нема престанување. Да. Значи завршува сега овој маратон, веднаш се подготвувате за маратонот следната година. Само таа недела дена пред самиот маратон малку можеби поспецифична исхрана. Сакам да ве прашам, бидејќи сте мотивиран со огромна љубов зборувате за маратонот, имате напишано и песна која што ми кажавте дека сакате да ја прочитате. Еве повелете пред крај на разговорот да ја прочитаме и песната која што сте ја напишале седејќи на клупа, така? Па, песната ја напиша последен тренинг на Газибала, каде што се одвијат моите сега главни тренинзи, така дури едно пенкување на салфетка, затоа што мислам дека ќе ги мотивира и другите и као Вивалди што напишал неговата песна за сите годишни времења. Повелете, ако сакате, прочитајте. Да, благодарам. Маратону мој, снегулко моја, топи се на моите уморни раце за зима. Маратону мој мирисен цвету, на тебе играат милион пчели. Маратону мој, на тебе силно сјаја утринското јулско сонце и ме прати до животниот пат. Маратону мој гроздец узрел, преточен во црвено алово македонско вино, кое не опива во радост и тага. Маратону мој, живот е мој. Да, браво. Секоја ви чест. Имаме уште сосема малку време да кажеме дека сепак трката започнува 23-ти, ова се тие во 10 часот, да. Кажете уште еднашка, убаво за сите заинтересирани, каде може да се пријават, како да ве најдат, сите учесници ќе си добијате вакви медали за учество. И имате прво, второ и трето место награди, ама тоа не е важно, важно е да се учествува и да се истрча 5 или 10 километри, кој колку може. Да, пријавањето е до 13 октомври на Smart Race. Поканата е упатена до сите и до мажи, жени, живи и здрави, кој може да дојде, кој е тука. И без оглед на сите политички премрежја, тука нема политика, тоа е национален празник на Македонија. И така да ово е медал што ќе го добијат сите учесници, а за прво на 10 километри има парични награди за првите 5 пласирани, и мажи и жени, а на 5 километри имам награди, бидејќи за првите тројца пласирани најдобри, бидејќи оваа година прв пат ми помогна Агенцијата за спорт, сега Министерство за спорт, сум им благодарен, што општина Газибаба секоја година тоа го прави, градот Скопје едно 3 години, 4, сега нешто изостанува, па не знам, може би во иднина ќе продолжат со поддршка на овој убав настан, кој што е единствено во Македонија. Спортски, културни може би имаме, спортски единствено. Да, зборуваме за тој датум, за овој празник.
Бидејќи нема да бидеш тогаш таму, јас се овој медал ќе ти го подарам тебе. Вака како на исто која Благодарам. завршува трката учесниците. Благодарам за учеството. И вам ви благодарам Ви за посакувам поканата. успешна трка, успешен маратон и не кажав дека нема да бидам, можеби ќе бидам во публика, нели? Повелете. Да трчам нема сигурно, ама во публика да ги бодрам маратонците секогаш и во секое време. Ви благодарам многу за гостувањето, ви посакувам пред се многу здравје, да се занимавате уште многу години со атлетиката, со маратонот, бидејќи е ваша љубов и ќе има повторно повод да ни гостувате овде во ова студио. Да, ви благодарам на поканата и на сите убави честитки и со тоа сакаме да ги инспирираме сите што сакаат и млади и поводрасни да се бават со спорт, затоа што има некој бенефит во животот, едноставно се чувствуваш порадосен, посреќен, самиот спорт те прави таков и обкружувањето што го имаш со твоите. Благодарам уште еднаш. Благодарам и на вам. Убав разговор и јас ви благодарам за вашето гостување. Ви посакувам пред се многу здравје и понатамошни се уште успеси со оглед на тоа со каква љубов зборувате за атлетиката, поточно вашата дисциплина, да кажеме, а тоа е маратонот. Па ме навративте да ви кажам во едно време кога и ние бевме дел од атлетиката, кога имаше оние општински надпревари, па регионални исто така на ниво на Македонија, па знаевме по некоја медала исто вака да си имаме на вратот. Меѓутоа, кој како ќе си продолжи понатака во животот. Но убаво е да се спортува во секој случај. Ви посакувам секое добро. Благодарам и вам се истото ви го посакувам. Благодарам.